вчера разбравме дека има двајца приведени кои се на некаков начин поврзуваат со заплената во Србија. Дали ова значи дека марихуаната сепак потекнува од Македонија? Според оние информации кои што јас ги имам на располагање, постојат такви индици дека сепак, како што вие велите, марихуаната потекнува од Македонија, тоа е прво. Второ, во текот на денешниот ден имаме кривична пријава која што веќе опфаќа 10 лица, покрај оние двајца кои што веќе се приведени. И ова е само почеток. Врз основа на информациите... 10 лица за тие компании кај што се правеа контролите? Да. Не само тие, туку генерално поврзани со случајот марихуана во Србија. Како излегла дрогата? Дали разбравте, дали се проверија камерите? В српските медиуми со денови пишуваат дека имало лажни декларации, дека тоа излезено најлегално на граничен премин во камиони со лажни декларации. Предпоставувам, српските медиуми можеби имаат повеќе информации. Зошто? Затоа што таму е one-stop shop, односно имаме само една проверка на каргото, односно на товарот. И влезот во Србија го контролираат српските припадници на Министерството на внатрешни работи. Влезот во Македонија го контролираат македонските. Нашите цариници не проверуваат што излегува? Царината суди врз основа на царинска декларација. Јас сега велам која пропушта не може на терен да провери камионот што има. Да, која пропушта преку граница. Кога вие имате царинска декларација, пломбирано возило, така, тоа е тоа. Но од другата страна на границата има начин како тоа да се провери. И најверојатно е со таков тип на документ пренесена. Јас нема да зборувам, но мислам дека ќе дојдат до многу важни имиња кои што се дел или поврзани со моменталната опозицијска СДСМ, делумно и со така наречениот Европски фронт, но и со поранешни политичари. Тој проблематичен правилник, измена на правилник што го споменувате. Само тогаш да не биде дека е тоа политички реваншизам или политичка хајка. Затоа што се ќе биде подкрепено со докази.